Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Се разбира, кога зборуваме за Гласот на вистината, таа се емитува еднаш неделно. Во самата емисија зборуваме за теми кои што сепак произлегуваат од самото Свето писмо или Библијата. Теми кои што ќе ни помогнат како можеме да живееме, се разбира, според волјата Божја и според принципите и стандардите Божји. Ако сакаме да знаеме како треба да живееме според Божите принципи, тогаш сепак треба да го читаме Светото Писмо. И затоа толку многу емисии се посветени на Библијата. Всушност, дали Библијата е Божи збор? Дали Библијата е инспирирана од Духот Свети? Дали Бог е автор на самото Свето Писмо? Видовме многу работи во минатите емисии. Сепак ова емисија е 14-та емисија. Исто така е насловена под насловот дали Библијата се уште се разбира актуелна. И дадовме, сметам дека доволно одговори се разбира по оваа прашање. Дали Библијата е се уште актуелна? Сепак, ако се уште размислувате по прашање на ова, дали Библијата е се уште актуелна, тогаш ве замолувам да ги следите емисиите на Гласот на вистината. Почнувајќи од првата емисија, па до ова вечерашната, всушност тоа е 14-тата, се разбира, емисија посветена на оваа тема. Дали Библијата е се уште актуелна? Постојат X прашања. Јас се надевам дека дадов одговори на неколку прашања, кои што сметам дека ќе го задоволат вашиот апетит. Знам дека постојат и сум сретнал и сум разговарал со личности кои што се уште се трагачи по вистината. Но мора да знаете на многу важна работа. Сепак, кога зборуваме за вистината, клучот за вистината е во Светото Писмо, во Библијата. Таму можеме да најдеме Библијата. Всушност, Библијата го опишува животот на Исус Христос. 4 евангелија го опишува животот, работата, мисијата, распетието, смртта и воскресението, се разбира, на Господ Исус Христос. И затоа препорачуваме секоја емисија да ја читате емисијата, поточно да го читате Светото Писмо, наречено, се разбира, Библија. Зборуваме за Евангелието. Всушност, Евангелието е Божјо дело. Тоа е радосна вест за спасение на грешниците. Не по заслуга нивна, туку според Божјата милост и преку скапоцената крв на Божјиот Син, што се пролеа на тој голготски крст. Секој грешник кој верува дека Исус Христос умре заради неговите гревови, ќе биде спасен. Таквиот верник го отврда стариот начин на живеење, па од благодарност кон големата жртва на Божјиот Син почнува се разбира да живее еден нов живот. Не заборавајте, почитувани слушатели, кои што ќе слушате емисијата Гласот на вистината. Сакам една многу важна и битна работа да напоменам, кој што сепак ни е спомната и апостолите, се разбира, ја напоменуваат, па дури евангелистите, дека спасението не ни е дадено, ниту па ние се спасуваме по наши собствени дела. Ние сме спасени според милоста и благодата, се разбира, Божја. Понатаму, Евангелието е Божјо дело. Во 4 евангелија ни е запишено дека Евангелието е Божјо дело. Поточно кажано дека тоа е план Божи. Кога зборуваме за Евангелието, тоа значи дека е радосна, се разбира, радосна вест. Ќе отвориме заедно во Лукиното Евангелие, 2 глава, 10 и 11 стих. И еве таму што ни е
се разбира запишано. Ангелот им рече: не плашете се. Еве ви наговестувам голема радост, која ќе биде за сите луѓе, зашто денес ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. Во 1 Коринтјаните, еве што ни запишал апостолот Павле, кој бил инспириран и воден од Духот Свети. Зашто ако не го проповедам Евангелието, тоа не е за моја пофалба, бидејќи тоа ми е должност, а тешко мене ако не го проповедам. Гледате како апостол Павле зборува дека всушност нам ни е едноставно должност да го проповедаме Евангелието. Затоа што во Евангелието има сила. Во Евангелието точно се крие таа радосна вест која што е за сите луѓе, кој одекна се разбира пред 2000 години. Ова радосна вест беше наговестена од самите ангели кои беа испратени од самиот Господ Бог. Потоа во Галатјаните повторно, еве што му зборува апостолот се разбира Павле. 1 глава, 7 стих. И еве што таму ни е запишано. Зашто нема друго евангелие, но има такви кои ве бунаат и сакат да го изопачат евангелието. Гледате, не дека постои некое друго евангелие кое што нам ни се тура на еден начин или нам ни се сервира како на трпеза. Павле вели, нема такво друго евангелие. Па дури вели ангел од небото да слегни и ви наговести друго евангелие од она што ние ви известуваме, тоа да биде анатема или поточно да биде проклетство. Затоа е многу важно. Писмото кое го читаме е всушност Божјо писмо, дадено од самиот Господ Бог и е дадено според волјата Божја и подкрепено со Божја се разбира рака. Евангелието зборува за Исус Христос како еднороден Божи син, зачнат од Духот Свети, роден од девица, кој умре на крстот и беше погребан на третиот ден воскресна од мртвите со сила на Бог. Тој ни докажа дека неговиот збор е вистинен. Многу свештеници, проповедници, не ја прифаќаат оваа наука и проповедаат, се разбира, човечка мудрост. Нека сам Бог ги потекне нивните срца, за да се вратат од тој погрешен пат, за да не ги стаса проклетството од писмото, се разбира, до Ефесијаните. Основните причини заради кои многу луѓе го отфрлат Божјиот збор е таа што не веруваат во чуда. За нив порано се зборувало злонамерно, но во посебно време и тие гласови замолкнане. Имено во природата постојат многу нешта кои не можеме да ги протолкуваме поинаку, освен да ги прифатиме, се разбира, како чуда. А ако Бог не е во состојба да прави чуда, тогаш тој Бог не е Бог. Познатиот математичар Паскал рекол: последниот чекор на мудроста е да го признаеме постоењето на многу нешта кои го надменуваат разумот. Ако не дојде до тој заклучок, всушност, ако не дојдеме до еден таков заклучок, тогаш тоа е полемика. Кој не верува дека Бог го создал светот? Тој не верува ни во чуда. Кој пак не верува во чуда, не може да верува ни во Бога, зашто Бог е надприроден. Впрочем, зашто му е верата во Бога ако не е во состојба да помогне? Верата во таков Бог би била, се разбира, отпишана. Ние сакаме да прочитаме нешто, се разбира, од книгата Берешит, тоа е всушност 1 глава, и да видиме дека всушност Бог е тој, се разбира, кој го креирал светот. Ке отвориме во првата книга на Мојсе, или Создание, или по наше кажено Берешит, поточно по еврејски, ке читаме од 1 до 3.
И еве што вели Светото писмо. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Земјата беше неоформана и пуста, имаше темнини над бездната и Божиот дух лебдееше над водата. И Бог рече нека биде светлина. И настана, се разбира, светлина. Во 31 стих од ова иста глава, еве што ни е запишано. И Бог виде дека сето оно што го создаде е многу добро. Настапи вечер и настапи утро. Се разбира, шести ден. Потоа продолжува Словото Господово во втората глава, ќе читаме од таа иста книга, во почетокот или создание, од првиот до четвртиот. И така ќе завршиме оваа емисија. Така се довршија небото и земјата и сето нивно воинство. Седмиот ден Бог ги заврши делата своји што ги направи и си отпочина во седмиот ден од сите своји дела што ги создаде. И Бог го благослови седмиот ден и го освети, зашто во тој ден си отпочина од сите своји дела што ги направи и создаде. Ете така настана небото и земјата во она време кога Господ Бог го создаваше, се разбира, небото и земјата. Така да, почитувани слушатели, ние немаме никаква причина апсолутно да се сомневаме во Божјото постоење. Дека Бог е тој кој го твори небото, се разбира, и земјата. Бог е креаторот и се разбира, тој е создателот на небото и земјата. Почитувани слушатели, пред да ви посакам пријатна благословена вечер, ја сакам само да најавам дека наредната емисија ќе зборуваме всушност и ќе дадеме, се надевам, одговор на ова прашање зошто е напишана Библијата. Која била причината да се напише Библијата? Библијата е составена од два дела, Стар и Нов Завет. Стариот Завет има 39 книги и Новиот Завет има 27. Вкупно 66 книги. Дотоаш, Господ со вас нека биде, имајте убава вечер и благословена вечер. И се разбира, се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Господ со вас, Господ нека биде и нека ве чува на вистина и вас и вашите семејства. Пријатна вечер.